Премиерот го губи тимот со кој победи. На неполни 2 месеци до формирањето на техничка влада, уште еден бран блиски соработници на Заев му го свртеа грбот. Специјалната за земјоделие, Ленча Николовска, токму сега си најде подобра работа, ама и за повеќе пари. Мерсел Билјали, кој му даваше совети на Заев за подобрување на меѓуетничките односи, имал керка за вработување во администрација, па се штител од судирни интереси. На списокот советници на Заев веќе неколку месеци го нема ниту универзитетскиот професор Ванчо Узунов, кој според договорот требаше да го советува премиерот до крајот на 2019 година. Тој беше најсилната алка на главниот финансиер и творец на социјалдемократските политики Драган Тевдовски. Фамозната метла го смете тогашниот министер за финансии, па премиерот сакаше да го ангажира како советник. Тевдовски не прифати, а со него си замина и неговиот советник Бранимир Јовановиќ. Шарениот револуционер му кажа збогум на Заев, очигледно незадоволен од насоките во кој тој ја туркаше економијата. И не само советниците, и владиниот гласноговорник Миле Бошњаковски пред неколку месеци го напушти Заев. Замина на сигурна позиција во кабинетот на председателот Пендаровски на функција генерален секретар. Премиерот вчера даде објаснување. Советниците си заминувале за подобри и поплатени позиции во приватниот сектор. Списокот на негови советници броеше и до 56 соработници. За делење памет зимаа вртоглави хонорари од 500 до 1500 евра, но дали ги заслужија и што сработија?